Што е тоа аутизам? Аутизмот представува спектар на нарушувања, НСА, и е комплексна невроразвојна состојба која обично се идентификува во првите 3 години од животот на детето. Се манифестира преку различни симптоми, а денес може да се диагностицира на која било возраст, вклучувајќи ја адолесценцијата и периодот на зрелост. Се карактеризира со постојани, ограничени, повторувачки и нефлексибилни образци на однесување, интереси или активности кои се нетипични или прекумерни за возраста и социокултурниот контекст на лицето. Нарушувањето обично се развива во раното детство. Кај лицата со аутизам можете да препознаете проблеми со комуникацијата, тешкотии во социјалната интеракција, тешкотии во флексибилното размислување и однесување и сензорни проблеми, недостаток на емпатија, слаб контакт со очи, не сакаат гушкање, несоодветно ги гушкаат другите, сакаат да бидат во својот свет, не знаат како да иницираат интеракции, прават она што другите им кажуваат да размислат за последиците, неразбирање на непишаните социјални правила, желба да се биде главен во која било игра, тешкотии во флексибилното размислување и однесување, ригидни рутини, отпорност кон промени, посебни интереси, обсесивни интереси, недостаток на преправање, играње улоги, имагинативни тешкотии, сензорни потешкотии, звук, тешкотии во филтрирањето на звукот, допир, преголема чувствителност на одредени ткаенини, вкус, засилен вкус за сладко или горчиво, мирис, вознемиреност од различни видови на мириси, вид, преосетливост на светлина, потешкотии со вестибуларниот систем, проприоцепција, потешкотии со чувството за положба на телото. Причини за аутизам. Не постои една причина. Основата е невролошка. Постои генетска предиспозиција, но постојат и влијанија од страна на фактори на животната средина. Јаки страни на лицата со аутизам. Јаки страни во визуелната обработка. Добар фокус на повторувачки задачи. Искреност. Способност за одржување на интересот и мотивацијата на рутински работни места. Може да има огромно ниво на самомотивација во работата која води кон посакуваната цел. Глобална преваленца. Стапки на преваленца се околу 1 до 2% од светската популација со повисоки стапки во земјите со високи приходи. Историски гледано, почесто се диагностицираат кај мажите, иако неодамнешните студии укажуваат на помал јас помеѓу половите. Следете не на нашите социјални медиуми и веб страница.